Конечно дојде лето и наместо повеќе енергија јас се повеќе се чувствувам изморена. И на почетокот си викаш ајде, од жештината е. Но што ако не е само тоа? Точно, но жештината е само дел од приказната. Нашето тело се адаптира на високите летни температури преку повеќе регулаторни механизми во кои што учествуваат повеќе хормони. И најпрво би го споменала мелатонинот. Всушност мелатонинот на сите нас ни е многу добро познат, дека тој е хормон кој што го регулира спиењето. И исто така е важно да напоменеме дека тој е хормон кој што го регулира нашиот ритам со ритамот на дневната и ноќната светлина. Во летниот период, периодот на дневна светлина е подолг, што значи дека ние сме изложени на помала количина на мелатонин. Затоа е сосема природно луѓето во овој период да се чувствуваат недоволно наспани, да станат уморни од спиење и да чувствуваат дека имаат поголема потреба за сон во тек на денот. И други хормони придонесуваат за нашиот умор. Всушност, летната сезона представува еден физиолошки стрес за нашиот организам во кој што ние се адаптираме на високата околна температура преку одавање на топлина, а топлината даваме преку потење, преку ширење на крвните капилари и овој физиолошки стрес на организмот го регулира хормонот кортизол. Улога имаат и тироидните хормони. Тироидните хормони исто така се дел од адаптацијата. Всушност се намалува нивното лачење во летниот период за да се намали создавањето на топлинската енергија со цел да се адаптираме на околната висока енергија и поради тоа целокупниот метаболизам е забавен и нормално е ние во летниот период да се чувствуваме малку позабавени. Значи тоа не е аларм дека нашето здравје не е добро, но и нормално да се чувствуваме малку побавни во летниот период, а во однос на спиењето све зависи од другите навики што ги имаме. И што практично можеме да направиме за да си помогнеме? Треба да се придржуваме кон доволно долг сон, добра хидратација, внес на електролити, да го слушаме нашето тело кога е изморено да се одмориме и секако доколку имаме потреба и овие симптоми нас не вознемируваат, можеме да побараме поддршка и со суплементи кога мислиме дека ние се придржуваме до нивен внес преку нашата исхрана, која што исто така морам да напоменам дека треба да биде добро избалансирана во летниот период. Следниот пат, кога ќе се почувствуваме без енергија, можеби и не е до нас. Можеби само нашето тело потешко се справува со летото.